Сега ги читав сите записници на тајните служби. Да. Значи како ги формирате вие комитетите, Така, јас сум тогаш да. уште мал, значи нели 6 години сме разлика јас и ти. Секаде имало присутни оперативци на тајните служби кои што после тоа дале сега. точно се знае кој зборел во Битола. Битола има 10 страни записник од формирањето на општинскиот комитет. И точно, овој каже ова, Црномаров каже она. За Црномаров има ептен. Сега, ама дека Филип, како Гоце Делчев личи и така. така го формиравме ние и првиот извршен комитет и вториот извршен комитет. Од луѓе кои тука на лице место ги запознавам у салата. И сега, тоа е прашање што ја до ден денеска не го открив, меѓутоа сметам дека вриело од удба. И можеби тоа, можем да кажем дека тоа било и заштитата на партијата, затоа што удба ценела цело време дека е партијата под доволна контрола за да нели, не знам. Способни действија. Да. Сега 91-а или 92-а во Штип полна сала. Водителот, како се викаше, Тодор Нанев, подоцна Киро Григоров го стави председател на комисијата за границите со Србија. Знам, и Нанев го знам. Тодор Нанев. И амбасадор беше мислам. Да. И амбасадор, да, и амбасадор го праќаше негде Киро Григоров. Да знам лично. Тој, значи, стоиме и двајцата на говорница и тој треба да ме најави, јас да зборувам нешто слично, тој го зема микрофонот и вика, ние сме ВМРО, ама и го словенско ВМРО, не оваа ВМРО што вие го зборуваат. Такви удари имавме еден куп фирми. Сега, на едно ќе Лјупчо не е соработник. Јас Лјупчо го немам видено како соработник во досијата. Сега што треба да се појасни? Досијата се чистени. Добро. Тоа се. Крајот на 80-тите голем дел од досијата се уништени и во 60-ти години има уништувано досија. Комунистичка, односно Сојуз на комунисти на Македонија прави една комисија за ревизија на работата на тајната служба, тоа е 60-тите години. Таа комисија, составена од видни дејци во Сојуз на комунисти на Македонија, прави извештај. Ја тој извештај го најдов, го открив и го објави. Исто е објавено на страницата. Таму вика 135.000 досија дека постојат. А Македонија имала тогаш 1.500.000. Значи 10% од луѓето во Македонија имале досија. Денеска во државниот архив се чуваат 15.000 досија. Некогаш биле 135.000. Каде се 120.000? Сега, ја што дознав? Дека 90-те години е направено големо чистење од последниот министер за полиција у Социјалистичка република Македонија. Тој беше адвокат после, Јован Трпеновски. И потврда нема, досијата ги нема, бројката ја нема. И на архивот му се предадени 15.500 досија. Сега, ние во 99-та година донесовме закон за отворање на политичките досија и така дознавме дека имаме досија, меѓу другото јас имам досија. И нели се дозна за Глумец и за други. Суштината што е? После тој закон вели, година дена се отвара досијата, кој видел, кој не, граѓата се предава на државен архив. И МВР направило известување до Собрание на Република Македонија и во тоа собрание рекло, напишале дека чуваат 19.500 досија. Ама во архив се предадени околу 15.000. Пак фалат 4.000. Значи последната проверка од пред 20 години укажува на разлика од 4.000 досија.